повторуваме со претходните дискусии, ќе се повториме, има на много толку, сакам нешто да кажам, има бујни некои да се кажуваме. Ако футболот беше болна точка за битолчани, рекомето према мене е уште поболна, бидејќи Битола е храмот на рекомето. Сите спортски звезди во рекомето измериле и поминале низ паркетот во спортската сала Балско. Велисте, и во целата ова игра на Битола, гледавме во моментот кога рекометниот клуб Пелистер беше пред пропаѓање и згаснување на светлото име РК Пелистер. Општината тогаш во тој момент со сите нас заедно, со честната намера влезе да го спаси светлото име. Не да гради било што, затоа беа тие скромни средства одвоени од општина Битола за да застани Пелистер на здраве носи. Целата голгота на спортот и рекламето почна од таа плейофа точка. Почка да се спаси светлото име на рекометниот клуб Пелистер. Како нагледавме, што направивме со лицитациите на спортот, на футболот и на имињата, почна некои личности по општина Битола се понашаат како да се Моринјо. И почна да лицитираат со светски имиња, а на буџетот имат околу 300.000 евра за располагање. Спортот, било кој, знаеме дека бара многу пари, а многу малце враќа назад. Битола, како спортски град, и ние како општина Битола, значи вие во изминатиот период како владеачка партија, ние како во наредниот период кој ќе видиме владеачка партија во градот Битола, ќе се залагаме за сите спортови во градот. Али критериумите мора малце да се променат, бидејќи ова е давање и спонзорирање према мене социјални случаи кои сакаат да се занимаваат со спорт. Критериумите мора да се променат. Према мене Божи грешам, али затоа треба да се разговара. Вие како советници сте повеќе пати изиграни. Леонида сега добро кажа, имавме честни намери, но не испадна така. За да нема грешки во продажбите и во било што кај што има договор помеѓу две страни, се разговара и се дебатира на почеток. Значи има правници, знаат. Кога ќе имаш добар договор правен на почеток и зацртани правила и прописи на игра, нема грешки. Нема грешки. Значи многу е полесна работата кога ќе се реши на почеток, кога сите могат ние да го дајме, тие да го купат. Ако го направиме добро договор, работите ќе течат само со успех. Оставањето на недоречените работи во фудбалот, а вчера бевме сведоци на носењето на еден таков договор на комисија, роди сомнеж за повторување на целата ситуација. Значи, ние сега почнуваме поставка, и то не е спорно, нека почне поставка. И вчера се договоривме многу добро, и затоа работите, јас мислам дека овој пат ќе бидат на подобро, доколку нешто во меѓувреме не се изјавува. Значи, вчера додадовме неколку членови кои ги искристализираа работите. Не може ние вчера да се видиме, да ја почнеме поставката и тоа да биде свршен чин, да властиме некој да потпише што сака. Ако сака некој во општина Битола да го направи тоа, нека не бара амин од совет. Има овластување, во него се парите, има буџет, има можност, нека тера. Тоа се внесува на граначалникот Алевски и на секретарот Почевски. Ако сака амин од советниците, ќе го напишат договор, ама не референтот за спорт или одговорното лице за спорт кој ја води комисијата, кој нема врска со праведност. Општина Битола има правници, ако не, минимална сума од 1500-2000 евра на консултантска кутија со адвокати, ќе го состават договорот, потието како што треба и ќе биде договорот како што треба и ќе му дајме кој сака не го земи клуб. Значи не е спорно кој ќе го земи клуб. Во момент, доколку и еден од условите за да некој лицитира и да биде учесник на таа лицитација мора да донеси бонитет на фирмата. Значи, прва сомнеш, фирмата која се спомнува дека е носат во Битола, има сомнително потекло, да видиме дали ќе биде таа, ќе го чекаме. Али има разноразни шпекулации во градот во фудбалите. Ќе видиме, затоа ќе бидеме воздржани по оваа точка и да се надеваме да не се обрати.